Да се определи доменот на функциите под А и под Б. Најпрво започнуваме со решавање на барањето под А. Односно, да се определи доменот на функцијата g од x е еднакво на x минус 1 врз x на квадрат минус x минус 6. Да забележиме дека во формулата за оваа функција, значи формулата или правилото за оваа функција, тоа се два термини кои што се користат и се еквивалентни. Имаме количник. Знаеме сите дека не смееме да делиме со нула. Па така, изразот во именителот кај оваа дробка не треба да биде еднаков на 0. Имаме x на квадрат минус x минус 6 е еднакво на 0. Ги бараме вредностите за кои што изразот во броителот прима вредност 0 и тие вредности ги изфрламе. Тука имаме квадратна равенка. Имаме две решенија, x1, 2. Знаете сите дека формулата за наоѓање на решенијата на квадратна равенка е следната. Минус b плюс минус квадратен корен од b на квадрат минус 4ac врз 2a. Ајде тука сега ќе ја запишем. x1, 2 е еднакво на 2 минус b плюс минус квадратен корен од b на квадрат минус 4ac. Во случајов a е 1, b минус 1, c минус 6. Имаме x1, 2 е еднакво на. Рековме b е минус 1, па така минус 1 ќе имаме тука, плюс минус квадратен корен од минус 1 на квадрат минус 4 по а во случајов е единица, по c во случајов c минус 6. Сето тоа врз 2 пати по а, односно во оваа задача, кај оваа квадратна равенка, 2 пати по 1, што е 2. Продолжуваме со решавање. Минус 1 е еднакво на 1 плюс минус квадратен корен од. Минус 1 на квадрат е 1, минус 4 по 1 е минус 4, по минус 6 е еднакво на 24, односно на плюс 24. Овој минус и овој минус се минус по минус ќе даде плюс. Имаме 1 плюс 4 по 6, 24. Вредноста во броителот, во именителот е 2. Понатака, x1, 2 е еднакво на 1 плюс минус квадратен корен од 25 врз 2, односно x1, 2 е еднакво на 1 плюс минус квадратен корен од 25 е еднаков на 5 врз 2. x1 е еднакво на, значи првото решение, за да направим првото решение, го земаме минусот, имаме 1 минус 5, 1 минус 5, 1 минус 5 врз 2, или тоа е еднакво на минус 4 врз 2, или тоа е еднакво на минус 2, додека второто решение е еднакво на x2 е еднакво на, сега земаме вредност плюс 5 наместо минус 5. Имаме 1 плюс 5 врз 2, тоа е еднакво на 6 врз 2, што е еднакво на 3. Решенијата на квадратната равенка x2 минус x минус 6 е еднакво на 0 се. x1 е еднакво на
минус 2 и x2 е еднакво на 3. Со други зборови, доколку за x се заменят вредности минус 2 или 3, овај израз тука станува, добива вредност 0, односно станува 0. Рековме, бидејќи имаме тука количник, а овај израз е во именителот, тие вредности треба да се исфрлат. Па така, доменот на функцијата g, тоа го бележиме со dg е еднаков на множеството на реални броеви, разлика минус 2 и 3. Зошто ги исфрламе овие вредности? Бидејќи ако за x ставиме минус 2 или ако за x ставиме 3, тука ќе имаме делење со 0, односно овај израз прима вредност 0 и во количникот ќе имаме делење со 0, кое што е недефинирано, односно не смее да имаме делење со 0. Со тоа завршивме со барањето од оваа задача под А. Продолжуваме со решавање на задачата. Барањето Б е следното. Да се определи доменот на функцијата f од x еднаква на квадратен корен од 1 минус квадратен корен од 9 минус x на квадрат. Да ја разгледаме уште еднаш функцијата квадратен корен од x. Рековме дека нејзиниот график изгледа вака. За вредност 1 има вредност 1, за вредноста на x квадратен корен од x, односно функцијата f од x е еднаква на квадратен корен од x, има вредност 0, значи за 0 е 0, за x е еднакво на 0 е 0, за x е еднакво на 1 е 1, функцијата изгледа вака. Природниот домен на функцијата квадратен корен од x е од 0 до плюс бесконечност со синулата, додека вредностите кои што ги прима оваа функција, ги гледаме на y-овската, се од 0 до плюс бесконечност. Нас во оваа задача ни е битно што може да ставиме под коренот на. Мора ова x, што е под коренот, да биде позитивно бројче или 0. Па така, мора аргументот под овај корен, под големиот корен, изразот, а тоа е изразот 1 минус квадратен корен од 9 минус x на квадрат, значи се што ни е под коренот, да биде поголемо или еднакво на 0 и истото што го зборувавме за овај надворешниот корен тука, треба да го продискутираме и за овај внатрешен корен тука, односно за квадратен корен од 9 минус x на квадрат. Да забележиме и тука имаме функција квадратен корен од x, па така и аргументот во таа функција, односно изразот под овај корен, тоа е изразот 9 минус x на квадрат, треба да биде поголем или еднаков на 0. Зошто е тоа така? Дали постои квадратен корен од минус 7? Не. Таму функцијата е недефинирана. Па затоа не смее да ставиме вредности за x за кои што ќе имаме некаква недефинираност во овај израз, односно f од x нема да биде дефиниран. Треба да најдеме вредности за x кои што истовремено ќе ги задоволуваат овие две неравенки тука. Со други зборови, треба да го решиме следниот систем од неравенки.
ова е еквивалентно на. Ја решаваме горната неравенка. Ако 9 минус х на минус 9 минус квадратен корен од 9 минус х на квадрат го префалам на оваа страна од неравенството, ќе добијам 1 поголемо или еднакво од квадратен корен од 9 минус х на квадрат. Тука х на квадрат ќе го префалам, односно минус х на квадрат ќе го префалам од десната страна, ќе добијам 9 поголемо или еднакво од х на квадрат. Минус х на квадрат, кога ќе дојде од десната страна, ќе биде плюс х на квадрат. Ајде малце ќе го запишам овој систем може да се запише и како квадратен корен од 9 минус х на квадрат помало или еднакво од 1, значи се што е, ова сакам да оставам од лево, ова од десно, што правам, само го менувам знакот. Така, пак имам тука 1 поголемо или еднакво од ова, односно квадратен корен од 9 минус х на квадрат помало или еднакво од 1, аналогно на тоа, втората неравенка ќе биде х на квадрат помало или еднакво на 9. Во наредниот чекор, левата и десната страна од оваа неравенка ќе ги квадрирам. Имам 9 минус х на квадрат, сето на квадрат, помало или еднакво од 1 на квадрат. Ајде сега да видиме кога х на квадрат е помало или еднакво на 9. За таа цел ќе ги коренувам левата и десната страна на оваа неравенка. Имам квадратен корен од х на квадрат. Што ми е целта? Да го изразам некако х тука. Ако направам квадратен корен од х на квадрат, ќе добијам х помало или еднакво квадратен корен од 9. Овој систем е еквивалентен со системот. Квадратен корен од 9 минус х на квадрат на квадрат е 9 минус х на квадрат, значи квадратен корен со овој квадрат се поништуваат. Па имаме 9 минус х на квадрат помало или еднакво 1 на квадрат е 1 во втората неравенка од овој систем имаме квадратен корен од х на квадрат е х, односно е апсолутна вредност од х, помало еднакво на квадратен корен од 9 е 3. Ајде уште нешто што треба да го запаметите на почетокот од овој предмет, а тоа е следното. Квадратен корен од х, значи на квадрат е апсолутна вредност од х, а не само х. Ова мора да го запомнете. Продолжуваме понатака. И уште нешто додека сме тука. Додека корен од 9 еднакво на 3. Корен од нешто секогаш мора да дава позитивна вредност. Продолжуваме понатака. Ако сакам х-от да го префалам од оваа страна, ќе добијам 9. Оваа единица која префалам на левата страна ќе стане минус 1. Значи 9 минус 1 помало или еднакво, кога го префалам х-от од десната страна, минусот се претвара во плюс, па ќе добијам 9 минус 1 помало или еднакво од х на квадрат. Ајде сега дали тука може. Ајде ќе продолжам, ова ќе го препишам, па понатака ќе го дискутирам. Имаме апсолутна вредност од х помала или еднаква на 3. Последниот систем кој што го добивме е еквивалентен на, значи, ова тука е еквивалентно на ова тука. 9 минус 1 е 8, помало или еднакво од х на квадрат и втората неравенка се уште ја препишувам. Односно имаме апсолутна вредност од х помало или еднакво од 3.
ova je ekvivalentno na, сега само ќе ги сменам страните, односно x на квадрат ќе запишам поголемо или еднакво на 8, абсолютна вредност од x помало или еднакво на 3. Во наредниот чекор ја коренувам левата и десната страна на првата наравника. Па ќе имаме квадратен корен од x на квадрат поголемо или еднакво од квадратен корен од 8. Втората наравника ќе ја препишам. Имаме абсолютна вредност од x помало или еднакво на 3. Ова е еквивалентно со овој систем, со следниот систем. Видовме квадратен корен од x на квадрат е абсолютна вредност од x. Имаме поголемо или еднакво од корен од 8. Да видиме како може да се запише квадратен корен од 8. Или само корен од 8. Корен од 8 е еднакво на квадратен корен, осмицата ќе ја запишам како 4 по 2. Тука имаме квадратен корен или корен од производ. Тој може да се запише и како производ од корен од првиот множител по корен од вториот множител, во случајов квадратен корен од 4 по квадратен корен од 2. Тоа е еднакво на квадратен корен од 4 е 2, корен од 2 го оставам како корен од 2. Се враќам во системот, имам квадратен корен од x на квадрат е абсолютна вредност од x поголемо или еднакво на квадратен корен од 8 ќе го запишам како 2 по корен од 2. Втората неравенка ќе ја препишам. Имам абсолютна вредност од x помала или еднаква на 3. Во претходните чекори од оваа задача добивме дека овој систем е еквивалентен на овој систем. Ајде да видиме што значи абсолютна вредност од x да биде поголема или еднаква од 2 по квадратен корен од 2. Односно да видиме за кои вредности на x абсолютна вредност од x е поголема или еднаква од 2 по корен од 2. Имаме тука 0, имаме речеме тука ако е 2 по корен од 2, тука ако ни е минус 2 по корен од 2. Абсолютна вредност за вредности помали од минус 2 по корен од 2, еве да речеме, да ја земеме вредноста за минус 4, минус 4 секогаш помало од ова, ќе даде абсолютна вредност од минус 4 секогаш ќе биде поголема од 2 по корен од 2. Значи, се што е навака, значи имаме еднакво со си ова, се што е навака, значи за x, за вредности на x помали од минус 2 по корен од 2, функцијата абсолютна вредност од x ќе ни даде вредност поголема или еднаква од 2 по корен од 2. Исто така, ако земиме вредности за x поголеми од 2 по корен од 2, тоа се позитивни вредности, секогаш функцијата абсолютна вредност од x ќе ни даде вредност поголема или еднаква од 2 по корен од 2. Па така, абсолютна вредност од x е поголема или еднаква од 2 по корен од 2 за вредности на x од интервалот минус бесконечност до минус 2 по корен од 2, унија 2, интервалот со си 2 по корен од 2 до плюс бесконечност. За вредности на x од овај интервал, абсолютна вредност на x ќе биде поголема или еднаква на 2 по корен од 2.
Ajde da vidimo što se случува со втората неравенка. Имаме апсолутна вредност од x помало или еднакво на 3. Да ја видиме реалната права. Имаме тука 0, тука 3, тука минус 3. Ако земам вредности од 0 до 3, за x, секогаш апсолутна вредност од x ќе ми биде помала или еднаква на 3. Значи, ако ги земам овие вредности тука, од 0 до 3, секогаш ќе добивам за апсолутна вредност од x помала или еднаква на 3. Исто така, ако земам за x вредности од интервалот од минус 3 до 0, тоа се овие тука вредности, овај дел од реалната права, пак ќе добиам вредности помали или еднакви од 3 за апсолутна вредност на x. Што значи? Ако за x земам вредност од интервалот од минус 3 до 3, соси минус 3 и 3, апсолутна вредност од x ќе ми даде помало, ќе прими вредност помала или еднаква на 3. Значи, ако земиме вредности на x од интервалот од минус 3 до 3, апсолутна вредност од x ќе биде помала или еднаква на 3. Веќе тука имаме систем од неравенки. Треба едната неравенка да биде задоволена, односно и апсолутна вредност од x да биде поголемо или еднакво од 2 по корен од 2 и истовремено апсолутна вредност од x да биде помала или еднаква на 3. Оттаму решението на овај систем е пресекот на овај интервал даден со оваа унија тука, пресек интервалот од минус 3 до 3. Ајде да ги нацртаме на заедничка реална права овие два интервала. Имаме 0, 1, 2, 3, 4 така натака, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 и така натака. Да видиме интервалот за првата неравенка, тоа е ова интервал. Вредноста 2 по корен од 2 е 2 по 1, 41, што е нешто помалку од 3. Значи, тука е вредноста на 2 по корен, се извинувам. Значи, тука е вредноста на 2 по корен од 2, додека вредноста на минус 2 по корен од 2 е вредност, или таа е некаде тука, минус 2 по корен од 2. Овај интервал е следниот. Од тука па навака и од вториот дел го нацртаме. Тука, додека првиот дел е од минус бесконечност до минус 2 по корен од 2, а тоа е овај интервал тука. На истава реална права сакам да го нацртам и овај интервал. Интервалот од минус 3 до 3 е следниот интервал, соси минус 3 и соси 3, односно овај интервал тука. Рековме дека решението на овај систем е пресекот од овие два интервали. Минус 3 до минус 2 по корен од 2, со тоа сум го означил овај интервал тука, соси минус 3 и соси вредноста минус 2 по корен од 2, соси вредноста минус 2 по корен од 2, унија
ovaj интервал каде што се поклопуваат и претходните интервали кои што ги разгледавме, односно од 2 по корен од 2, тоа е оваа точка до 3. Имаме унија 2 по корен од 2 до 3. Се враќаме на задачата. Требаше да го определиме доменот на функцијата f. Видовме дека доменот на функцијата f е интервалот кој што е решение на овај систем на неравенки. Конечно, решението на овај систем на неравенки е унијата од затворените интервали дадени тука, односно затворениот интервал од минус 3 до минус 2 по корен од 2, унија затворен интервал од 2 по корен од 2 до 3. Да се вратиме на почетокот на задачата. Требаше да го определиме доменот на функцијата f. Разгледавме, односно кажавме дека доменот на функцијата f е решението на овој систем од неравенки. Па така, доменот на функцијата f е унија од ова фактички, а тоа е унија од затворениот интервал од минус 3 до минус 2 по корен од 2, минус 3, до минус 2 по корен од 2, унија затворен интервал од 2 по корен од 2 до 3. Унија затворен интервал од 2 по корен од 2 до 3. Со тоа, оваа задача е решена, односно го најдовме доменот на функцијата f од x.